Скоро и да нема сезона, особено во лето, кога не е евидентирана повреда на работно место, за жал некогаш и со фатален крај. Работниците работат под неподносливи услови на температура од 40 степени во текот на целиот ден со многу мали услови за пауза, а за сето ова и до каде се разбира напредоците и во овој сегмент од нашето општество ни информира мојот драг колега кој утринава е на терен, Димитар Повели. Добро утро, колеги, како до вас, така и до гледачите. Поприлично топол ден се очекува да биде и денес со оглед на утринските температури, но од друга страна под полна пареа се работи буквално и на градилиштата, се работи на секаде низ територијата на Република Македонија и покрај високите температури. Заштитата при работа е доста клучна, пред се да се зачува личното здравје, но и колективната безбедност. За тоа кои се основните протоколи за работа на отворено во лето, но од друга страна и како се докажува повреда на работно место и кои услови ќе му следуваат за да може понатаму да функционира работникот е тема на анализа во наредните минути. Добро утро, велам за Снежана Петковска од Македонско здружение за заштита при работа. Веднаш ќе прашам колку овие моментални временски услови бараат посебна заштита при работа на отворено со цел да се избегнат оние црни статистики кои скоро секое лето ги бележи. Добро утро вам и на гледачите пред се. И благодарно што како сител, како медиум посветувате внимание на безбедност и здравјето при работа на нашите работници. Секое лето температурите се високи, тоа е природен процес, но она што ние можеме да го направиме е да превенираме настанување на повреди при работа, особено таа црна статистика за која што говорите. Самите високи температури побаруваат примена на превентивни мерки, тоа законската легислатива во Република Македонија го уредила, и освен почитување на препораките од надлежните институции во поглед на организација на работното време, имено да се избегнува работа помеѓу 11 и 17 часот, и самата законска легислатива уредува дека работодавачот треба да води грижа за безбедност и здравјето во секој аспект од работењето, па во случајот и кога говориме за работа при високи температури, особено на отворено, што секако тоа важи и за во затворените простори, обезбедување на соодветни мерки. Често пати препораките од надлежните институции од страна на работодавачите не се сваќаат како облигација и правно можеби не се облигација, но самиот закон за безбедност и здравје при работа наложува дека работодавачот треба да превземе безбедни и здрави работни мерки за безбедност при работа на вработените при извршувањето на нивните работни задачи. Воедно, согласно законската легислатива, секој работодавач мора да има изработено и проценка на ризици на работни места, па во рамки на идентификација на тие ризици имаме ставки работа на отворена, каде што се нотирани предлог мерките, таа изјава и проценка на ризик работодавачот превзема обврска, односно ја подпишува и превзема обврска дека ќе ги почитува тие мерки, а најчесто се меѓу другите и овие организациони мерки. Значи, покрај техничката заштита, пред се организационите мерки во поглед на особено кога говориме за проценката на ризик, да се земе во предвид проценката на ризик на моменталното работно место, земејќи ги во предвид конкретните работни задачи, во кои услови се извршува, која лична заштитна опрема треба да биде задолжен работникот. И тука особено би сакала да потенцирам да се земаат во предвид и индивидуалните карактеристики на вработените, нивната здравствена состојба, а пред се, значи, неопходна ни е комуникација со нашите вработени на дневна основа со цел да избегнеме несреќи при работа. Иначе последиците се видливи, значи доаѓа до топлотни удари, топлотни стресови, намалена когнитивност, значи намалена концентрација, замаглување на крајот на криштата на личната заштитна опрема, како што се заштитни научари, потење на рацете, а сето тоа доведува до намалената концентрација, до замор од друга страна, а тоа е предуслов за настанување на несреќи при работа, особено ако не се превземени и други останати превентивни мерки.
Така, секое лето на терен забележуваме работници кои се на голема височина, без при тоа да имаат никаква заштитна опрема, ниту шлем, ниту соодветна облека, ниту се врзани некако, ниту имаат соодветни чевли. Многу често тука прстот се вперува кај работодавачот, но никогаш не се акцентира проблемот кај самиот работник. Колку работниците во Македонија ги почитуваат правилата или не, што вели праксата, односно какви се анализите и што во такви ситуации, ако од другата страна, еве да речеме, работодавачот не ги испочитувал минималните услови за безбедност, а работникот сака да биде безбеден, не добива опрема. Како да пријави и како е регулирано тоа? Така, значи јас во принцип не сум човек кој што сака да ги генерализира работите или просто да го вперува како виновник на една или друга страна, затоа што моето долгогодишно искуство на терен покажува дека имаме и совесни работодавачи и тие што не ги почитуваат законските одредби, а кога велам особено кога имаме работодавачи кои навистина сакаат да следат законска легислатива и важно има безбедноста на работниците, имаме пак од друга страна вработени кои што доследно ги почитуваат интерните процедури, постапки, правила и така натака, но навистина имаме работници кои што пак не ги почитуваат тие правила. Како и да е комплетната одговорност за организирање, спроведување, континуирано напредување на заштитата при работа согласно закон е на работодавачот. Значи тој е должен, како што споменав, да превземе сите превентивни мерки и меѓу другото на крај кога ќе ги исцрпи сите мерки по хиерархија, да им додели соодветна лична заштитна опрема на вработените. Значи мора да им додели за тие да имаат што да носат, но веќе кога е доделена, тие навистина мора да ја употребуваат личната заштитна опрема. Освен, значи државата си има своји институции, тоа е Државниот трудов инспекторат, кој што за жал секогаш, мислам, треба да има посилни капацитети со цел да може да се извршува реално својата работа на терен. Она што е нели да врши надзор, да врши пред се советување, но нормално и да има казнени, да ги применува казнените одредби согласно законот, но од друга страна и самиот работодавач интерно мора да има постапки, процедури како да воспостави дисциплина во спроведувањето на превентивните мерки од страна на работниците кога тој ги обезбедил претходно условите за безбедна работа. Така, но и покрај обезбедувањето на соодветни работни услови, сепак поради некое непочитување, поради одредени пропусти, сепак се забележува и повреда на работно место, понекогаш за жал и губење на човечки животи. Што во такви ситуации кога ќе настане повреда, можеме ли да ги категоризираме повредите и како се докажува повредата дека се случила на работно место пред надлежните, со цел нели работникот да биде заштитен на еден начин во таа понатамошна постапка, односно да може да има и некои соодветни примања и да може и да продолжи со лекување? Така, повреди се случували и ќе се случуваат. Работата е тие да не се фатални, да се што во помал број, да може брзо да се рехабилитира работникот, да се врати во процесот, али пред се да се сведат на минимум и нели со што е возможно помал негативен ефект. Инаку повреда, под повреда тоа е дефинирано со Законот за пензиско инвалидско осигурување, се третира секоја повреда на осигуреник настаната од краткотрајно ненадејно физичко, механичко, хемиско дејство или други ненадејни нели промени кај телото за време на извршување на работните задачи на работникот. Тука спаѓа не само за време на работните задачи, туку се зема во предвид и патот потребно работникот да стигне од своето место на живење до работа и назад, без ограничување некое временско, туку се зема разумното време потребно да стигне работникот. Секако во повреди се третираат и доколку дојде до заболување настанато како причина од нели несреќата при работа, а секако и тука се и професионалните заболувања ако е тоа долгорочна изложеност на негативни ефекти работникот. И сега, кога ќе се случи повреда, работодавачот е должен веднаш или најдоцна во рок од 48 часа да пријави таа несреќа до Државниот трудов инспекторат писмена, а за тоа да го направи, меѓу другото, пак работникот има обврска веднаш секоја повреда што му се случува да ја пријави кај својот непосреден предпоставен. И дури не само повреда со видливост на своето тело или скршеници изгоретина, туку и секој немил настан кој што не доведува до видлива повреда или така наречена избегната несреќа. Зошто? За да се анализира причината зошто тоа се случило.
Откако работодавачот пријавува во рок од 48 часа најдоцна до ДИТ, Државен трудов инспекторат има тогаш процедура која што опфаќа побарување од страна на инспекторот од работодавачот да достави соодветен доказ дека ги спровел безбедносните мерки побарани согласно законот за БЗР и доколку се утврди дека се превземени мерки, меѓу другото се побаруваат изјави од очевидци, доколку е во можност повредениот да даде изјава, се прави анализа на настанот, значи интерна и нормално и до инспекторот се доставува во зависност од тежината на повредата, која што како се категоризира прашавте, може да биде лесна, средна, тешка со смртни последици или колективна, кога се повредени минимум 20 или повеќе вработени. Така да врз основа на сите тие информации кои што се собираат, дали е обучен работникот, дали е задолжен со лични заштитни средства, дали поминал превентивен здравствен преглед, дали има проценка на ризик, дали е запознан, дали има упатства за безбедна работа, дали опремата со која ракувала испитана, итн. Нели? Врз основа на тоа се донесува во записникот мислење дали е резултат на неприменети или применети мерки за безбедност и здравје при работа. Нели, од страна на инспекторот. Сега, доколку е до месец дена и надоместокот за вработениот е 100% нели, надоместок на плата, доколку работодавачот имаме позитивен записник од инспекторот, до месец дена тоа паѓа на товар на работодавачот, над месец дена ако е боледувањето или отсуството од работа, паѓа на товар на фондот. Доколку е негативен записникот, тогаш целокупниот трошок паѓа на товар на работодавачот. Доколку, реков се случуваат несреќи, статистиката е таква каква што е, но има и добар број на несреќи што не ги пријавува работодавачот. Тогаш и работникот самиот може нормално да достави до пријава, со тоа што нормално мора да има медицинска документација. И туку што сакам да напоменам дека има линк помеѓу пример повреден работник кога оди на преглед на првиот доктор што го прегледува после настаната повреда, има комуникација помеѓу докторите, Министерството за внатрешни и трудовата инспекција, така да тоа е уште еден друг пат по кој што може информацијата навремено да стигне до надлежните институции. Ви благодарам. Благодарам. Мислам дека имаме појасна слика за тоа што значи безбедност при работа и да се придржуваме до овие правила. Колеги, ова би било се од ова вклучување од терен. Димитар, ти благодариме за ова укажување на твојата соговорничка на оваа сериозна ситуација во општеството. Скоро и да нема сезона, особено во лето, а билтените да не се полни со евидентирана повреда на работното место.